Само со 2 реченици доаѓенот на македонското локално новинарство Менде Младенковски ја кажа целата вистина за тоа што се нарекува седма сила во државава и во светот. Ако ги немаме локалните медиуми, ќе паднеме во информативна темница, новинарството во Битола и во Кочани и на смртна постела. Понатаму во изјавата на Младеновски вели: најмладиот новинар во Битола има 41 година, а порано ние почнувавме да пишуваме и на 15 години. Никој не сака да пишува, во новинарството има залутани луѓе кои не го сакаат, но мисле дека со тоа што ќе купат апарат, може да бидат новинари. Нас ни треба новинарство, медиуми во кои има кодекс и правила во пишувањето, рече Менде Младеновски. Понатаму во изјавата Младеновски вели: најмладиот новинар во Битола има 41 година, а порано ние почнувавме да пишуваме на 15 години. Никој не сака да пишува. Во новинарството има залутани луѓе кои не го сакаат, но мислат дека со тоа што ќе купат апарат, може да бидат новинари. Нас ни треба новинарство, медиуми во кои има кодекс и правила во пишувањето, рече Менде Младеновски, главен и одговорен уредник на Весникот, кој во него почнал да пишува од 1971 година, кога бил прва година во гимназија. Под мотото "Традицијата зборува за нас", во офицерскиот дом во Битола, најстариот локален медиум во земјава Битолски весник прослави 60 години постоење. На свечената академија весникот беше спореден со Пиреот, зашто 6 децении опстои на ветрометини, трчајќи по вистината, правдата и јавниот интерес, а при тоа испишувајќи ја историјата на Битола. Првиот број беше издаден на 29 април 1964 година под водство на првиот главен и одговорен уредник Владо Ласковски.